Во ово издание на студиото на Ново повторно за аферата Телеком. Гостин е Павле Трајанов, поранешен министер за надворешни работи, кој е спомнат во сведочењето во исказот на Слободан Богоевски пред американските судски власти и кој предизвика лавина реакции на политичката сцена во Македонија. Павле Трајанов, добро дојдовте. Вашето присуство ќе го искористиме сега да поразговараме и за други актуелни состојби во Македонија, пред се околу она што се случува во преговорите за изборот на специјален обвинител, со оглед на тоа што рокот се ближи. Но на почетокот за ова што го најавив во самата најава на интервјуто, ме интересира прво вашиот коментар за исказот на Слободан Богоевски пред судските инстанции во Соединените Американски држави. Дали неговото сведочење го сметате за веродостојно? Генерално мислам дека треба се држиме до стојното начело, презумпција на невиност. Со сите оние што се спомнати, луѓе сепак се работи за сведочење, значи не за донесена судска одлука. За мене е битно и за сите граѓани, посебно за експертите, дека областниот суд во Њујорк донел одлука со која што го прифаќа сведочењето на Слободан Богоевски како релевантно, бидејќи тоа сведочење мора да се гледа во констелација на вкупните докази што се прибарени околу случајот Мажар Телеком. Тоа значи дека неговото сведочење, неговиот исказ е подкрепен со други релевантни материјални докази. Документи, разговори од системите за прислушување, имейл комуникација, други сведоци, натаму извештај на ревизорски куќи. Сето тоа судот го ценел и сметал и дал таква одлука донел дека неговото сведочење е релевантно и го прифаќа како такво. Затоа што судот можел и да го отфрли како нерелевантно или недоволно подкрепено со други материјални докази за да биде тоа сега користено во стапката и да биде еден од можеби клучните докази во носењето на конечната одлука. Колку што знам, треба поротата да се изјасни во брзо време и донесат конечна одлука. Некои го оспоруваат исказот на Богоевски, ќе се навратиме на тоа подоцна, но мене ме интересира, бидејќи се спомнат во сведочењето, вие како Павле Трајанов, дали го потврдувате веродостојноста на исказот, барем во делот таму каде што се вие споменати? Значи, исказот е презентиран пред судот, Комисијата за харта од вредност на Соединетите Американски држави иницира постапка за да ги заштити акционерите. Бидејќи повеќе од јасно дека ги штити интересите на акционерите, сите оние граѓани, државјани на Соединетите Американски држави кои купувале на Њујоршката берза акции од Deutsche Telekom, Мажар Телеком, бидејќи кога се обезбедила монополска положба и кога имало гаранции дека и натаму ќе има високи приходи, акциите на берзата скоктале, купиле голем број граѓани, но се смета дека Deutsche Telekom и Мажар Телеком на тој начин ги измамиле. Па една од клучните докази е дека Мажар Телеком, Deutsche Telekom дека плаќаат висока оштета во првата фаза. Меѓутоа судот и поред тоа што се проценил дека и кривишно треба да одговара, не само граѓанска парница. Не се води сега граѓанска парница и таа така ќе заврши веројатно повторно со високи казни. Едно е спогодба, сега друго е казната што ќе следи, а трета работа е процесот на иницирање на кривична одговорност за сите оние кои што ќе се докаже во постапка дека на еден или друг начин биле инволвирани. Судот во Њујорк нема да води постапка против известни луѓе во Македонија инволвирани во овој случај. Вие сте споменат во делот на тоа дека Слободан Богоевски вас ви има доставено документи од тој фамозен протокол потпишан меѓу Бучковски и представници на Мажар Телеком, кој, како што вели Богоевски во неговото сведочење, потоа вие сте ги доставиле до премиерот Груевски. Околу купната оваа документација за која што се води сега полемика, во тоа време имаше информации дека голем дел од истата документација доставена до јавното обвинителство. Натаму дел од таа документација доставена од чија страна? Не знам кој, има разни коментари околу таа работа, али не можеме да потврдам. Натаму дека дел од документацијата е доставена до весникот Вечер, кој дел од таа документација објавил.
доставена и до невладината организација Транспарентност, која што исто така инициираше одредени активности. Натаму, ревизорскиот извештај е доставен и до владата од ревизорските куќи што правеле извештај во Мажар Телеком или пак на барење на Комисијата за харта од вредност на Соединетите американски држави. Сите овие докази, според проценките, зборувам од аспект на документација, биле достапни до јавниот обвинител. И сега, јавниот обвинител веројатно проценил тогаш, не се некои подпишани, non-paper, не знам, протокол за соработка, одредени дописи, комуникација, мејл комуникација помеѓу сите тие вклучени во тие процеси, и не им посветил соодветно внимание, нити па побарал да се прошири истрагата преку сослушување на сведоци, обезбедување на други материјални докази. Тоа е фактичка состојба денеска, не постои. Да. И тука е клучно за мене кој е тој што притиснал да се блокираат сите институции, да бидат блокирани, да не работат на документирана, за да се докажат евентуални злоупотреби. Тоа е клучно. Она што е прашањето, дали премиерот Груевски бил информиран од ваша страна? Значи, како што вели Богоевски? На еден или друг начин господинот Никола Груевски беше информиран. Меѓутоа, за делот како можна документација, но за целокупната, да речеме, за целокупниот случај, јас не сум го информирал, бидејќи не сум имал информации такви што се случувало, кои се били инволвирани во тој дел. Но дали вас Слободан Богоевски достави документи, како што вели во сведочењето? Да, тој достави такви документи. Меѓутоа ви кажав дека тие исти документи не биле само до мене доставени, стигнале на повеќе адреси. И кој е вашето објаснување зошто Македонија ништо не се случува во Америка и се истражува за скандал кој од огромни размери кој се случува кај нас? Кај нас нема никаква истрага, и работите ги дознаваме во американските судски инстанции, каде што и текако има информации експлицитни за коруптивни активности. Кај нас целиот систем функционира на почнува, иницијативата мора да почне од врвот на пирамидата во државата, од највлијателната личност, значи од председателот на владата, од премиерот. Тој, ако инициира, тогаш сите државни институции, Министерството за внатрешни работи, Агенцијата за Уведено би требало и сам по себе да се преземе активности, доколку премиерот информиран, сега би требало да биде засегнат со... Имало, обвинител го предлага владата на Република Македонија, го бира парламентот. Агенцијата за финансиско разузнавање, Управата за јавни пригоди, сите тие државни институции, за жал, така е поставено, не функционираат самостојно. Тие барат налог. Налог може да даде да ги вклучи сите тие државни институции на расчистување председателот на владата. Од исказот на Слободан Богоевски. Сега, дали тоа е направено, не можам да потврдам. Меѓутоа, факт е дека и во оваа фаза, видите колку дена, 10 дена веќе се расправа за овој случај. Не слушаме ние дека јавниот обвинител или министр за внатрешни работи може да инициира една средба со сите други надлежни институции да формираат едно координативно тело, не знам, од финансиско разузнавање, перење на пари, Управа за јавни приходи. Тоа треба да го направат уште тогаш, но ако сега да го направат, очигледно сега да го направат бидејќи по реакцијата на Зврдевски нема таков интерес. Обвинувањата се тешки. Обвинувањата се повеќе од тешки, да. Тешки. И тие ќе предизвикат тектонски раздвижувања, политички и други раздвижувања во Република Македонија. Затоа е битно да се започне со една широка, опсежна истрага, да се вклучат сите државни институции и таа постапка да биде транспарентна, за да се утврди вистината. Кој во оваа држава бил инволвиран. Што е како правил господин Трајанов? Да. Тоа мора да се направи. Јавниот обвинител не може, бидејќи тој е сега доминантен во целокупната кривична постапка. Таму колку што видовме по неговата реакција, тој може тоа да го направи. Во одседочењето на Богоевски, мене она што ми прави впечаток е дека откриваме дека известниот кондоминар, кој е голем бизнисмен во Грција, е практично бил алфа и омега на македонската политичка сцена кој се инволвирал во највисоките структури на двете најголеми политички партии, како СДС, така и ВМРО-ДПМН.
А вие како еден од ветераните на македонската политичка сцена, како поранешен министер за внатрешни работи, кој е кондомина според вас? Тоа што читам, јас знам дека тоа е еден од успешните бизнесмени во Грција. Компанијата Интерамерикан е една од големите компании. И кој е неговата улога на македонската политика? Како тој човек е толку продорен во македонското политичко ткиво? Затоа не можем да проценам од сегашната позиција. Знам дека тој е вклучен во големи активности, бизнес активности во Република Македонија, но и пошироко, и во Бугарија, Романија, колку што читам од вестиците, порталите што објавуваат во Грција, вклучени на пазарите во Европа, во Соединетите Американски држави. Значи се работи за еден од покрупните, од неколкуте крупни бизнисмени во Грција. Богоевски вели дека потерниците се повлечени против двајца државјани на Грција и директори на куна во кај кондоминас, поради тоа што тој платил мито и така дознаваме практично дека тоа е индиција дека јавниот обвинител и не презема никаква дејност затоа што очигледно постои некаков линк директен меѓу кондоминас и највисоките структури на раководството. Значи сведочењето на Слободан Богоевски во многу делови е подкрепено со други докази. Со разговорите што биле водени, со комуникацијата, со средби. Значи овде колку што видовме се вклучени голем број на луѓе кои што директно биле вклучени во тие активности, некои биле присутни или сведоци на случувањата без да бидат инволвирани. Дали кондоминас факторот поради кој јавниот обвинител не поведува истрага во Македонија? Не можеме јас да потврдам. Затоа инсистирам на истрага во Македонија. Нашите државни институции можат да соберат релевантни докази и тоа да го докажат. Кој како бил инволвиран во целиот процес. Инаку што е проблемот? Не е само тој грчки бизнисмен, и други бизнисмени што доаѓаат од Турција, од другите држави. Тие сите се насочени директно да разговарат со врвот на државата, со владата, со премиерот, со министрите. Ние имаме таков систем. Видите сега каква е состојбата. Нити една странска инвестиција не може да влезе во Македонија ако не се направи линк со тој што има најголема моќ. Тоа е од 1991 година до сега. Не се променува тоа. Јас ќе се вратам на да се создава дали кондоминас беше предмет на интерес на службите во македонската полиција кога вие бевте министер за внатрешни работи? Не. Не бил предмет на било какви оперативни истражувачки активности кондоминас во тоа време, до збором до времето додека бев јас и подсекретар, покасно и министер за внатрешни работи. Мислам дека знаете многу повеќе за него, но не сакате да зборувате. Но имало во службите за разузнавање, за собирање информации, имало за секој што инвестира во Македонија, се собирале информации. Ако се отворат некои од досијата, веројатно дека неговата активност била забележена тука, документирана. Службите, независно од тоа дали имат налог или не, ако дојдат до сензитивни, осетливи информации, тие ги собираат, ги складираат, ги чуваат. И ако се отворат сигурно архивите во МВР, верувам дека ќе се најде одреден трак. Видите, ако се испостави дека ова точно, све што го слушаме од исказот на Богоевски, ќе дојдеме до заклучок дека практично Македонија раководи кондоминас. Не, мислам дека не може да како кондоминас бизнисмени. Ако има контакт и успева да прави сделки со премиерот Груевски, ако успева да стопира истраги од страна на јавниот обвинител и да има влијание во највисоките структури на актуелната власт, тогаш нема он таква моќ. Видите, ние повеќе од јасно. Имаме името на најголемиот махер на македонската политичка сцена. Знаете што? Не е проблемот на Република Македонија кондоминас. Проблем е политичката структура. Дали е таа коруптивна? Секој странски бизнисмен има и интерес да инвестира во Македонија, од тоа да добие, да оствари профит. Прашање како тоа ќе го ствари. Дали согласно легални законски прописи или добива одредени поволности тоа да го направи. Се дури во Република Македонија нема законски прописи,
чисти и јасни. На секој што сака да дојде од странство, директно да преговара со бизнисмените, со други посредници, се дури директно одат да владат во пределот. кажете тоа. Тогаш тоа го кажам, али тоа е основа за сомнеш за корупција. Кој бизнисмен дошол или која фабрика отворена од некој бизнисмени? Се што се отвара сега, се што се пуштува во производство, не знам. Тука, значи, председател на владата. Да слушавме од разговорите некои детали околу тоа како да ти не работи. зборувам, значи не е грешката кај нас или кај некои други што инвестираат тука во Македонија. Да не ги зборуваме за тоа што да не зборуваме за нив. Сепак е значи дека се некој инвестира во директен контакт со власта дека и корумпират. Мислите дека тие што инвестираат од Турција или не знам од Австрија или од Германија, големи бизнеси? Па не може да кажам за ова, имаме многу експлицитни ситуации кои потврдуваат дека кондомина се практично алфа и омега на македонската политичка сцена, вклучително и ДУИ, тоа сакам сега да ве прашам. Сега да ви кажам, да. Ако профункционира правната држава, ако се стабилизираат политички состави, мислите дека само единствен сведок што ќе се појави ќе биде Слободан Богоевски? Јас тврдам дека голем број на луѓе кои што на еден или друг начин биле вклучени во сите овие процеси, во инвестиции. Мислите дека соработката со Кина е така правена без провизии, без договори, без луѓе? Сите тие процеси што се одбиваат преку луѓе. Тие луѓе, голем дел од нив, во одредена ситуација која ќе им се гарантира правна сигурност, тие ќе зборуваат. Така да, ние 24-25 години зборуваме за организиран криминал, но ние никогаш како држава и како политички партии немаме таква чиста и јасна пределба да го откриваме и да го гониме криминалот. Сега прв пат се случува да имаме такви информации јавно обелодени. Дали вие како Павле Трајанов сте еден од тие што имаат многу повеќе што да кажат од она што сега го кажува? Јас сум прв што јавно сум проговорил дека во Македонија постои организиран криминал. И заради тоа бев сменет од функцијата подсекретар на службата за јавна безбедност. И кажав, по име и презиме... Значи, вие имате многу повеќе од она што сега можете да го кажете јавно во ова интервју. Знаете што се, тоа е вака да не излезе дека некои, не знам, располагат. Јас тврдам дека не само јас, зборувам за долг период на луѓе што на еден или друг начин се сведоци на случувањата овие 24 години. За некои дела сигурно веќе поминал рокот за старење се, за некои се уште трае. Но сигурен сум дека голем број на граѓани имат информации, но не веруваат во системот. И затоа сакате да кажете притаени, не сакат јавно да ги објавуваат. Пак ве толкова, сакате да кажете дека во голема мера, односно дека исказот на Богоевски е точен. Сега да ме вратам. Муса Џафери рече дека ќе го тужи. И ДУИ застана за таа изјава на Муса Џафери. Како ДУИ може да го тужи Богоевски и зошто? Слободан Богоевски дал во почетокот бил заштитен сведок, дал исказ пред надлежниот суд. Не излегол јавно тоа да го зборува на пресконференција на интервју. Тоа го кажал пред судот. И мислам дека со тоа е завршена неговата работа. Тие можат да го тужат судот, Комисијата за харта од вредност, зошто објавили дека може да барат, не знам, може да го оспорат пред судот во Соединетите Американски држави, да оспорат и да кажат дека сведочењето на Слободан Богоевски е лажно. Тие сигурно некои од нив биле викани да сведочат, некои може ќе бидат дополнително повикани. Нека појдат во судот, нека дадат исказ, нека сведочат, нека ги соочат фактите, аргументите и ќе се види работата. Но клучно е што засега, и тоа одлука нема да менува судот. Судот го прифатил сведочењето на Слободан Богоевски како релевантно, како истината, како точно, подкрепено со други докази. Тоа е завршена работа. Кога Слободан Богоевски вели дека има и убиство вмешано во целата ситуација, мислите дека Слободан Богоевски има доказ за тоа? Значи, за тоа треба Слободан Богоевски, ако прифати да разговара, он тие работи да ги докаже. Јас знам дека постоеле материјални докази за како поединечен сегмент, но целокупните тие активности што се одвивале, ги знаат тие што биле директно инволвирани и тие или што биле сведоци на тие случувања. Така да не можам јас апсолутно да потврдам за делови од тоа сведочење. Како коментирате тоа што судот сега во оваа ситуација ги објави документите?
И го објави транскриптот на Сега, ако се вратиме на политички состојби, тоа е мислам дека силна порака до сите партии. И до СДСМ, и до ДУИ, и до ВМРО ДПМН. Бидејќи тука се на еден или друг начин споменуваат највлијателните луѓе во партиите. Знаете, Али Ахмети прв пат е посочен вака многу директно дека е инволвиран во овие процеси. А сега сигурно дека јас реков на почетокот ја почитувам начелото, кога почитувам презумпција на невиност. Ниту еден не секам да го споменам или да го товарам. Ние зборуваме сега за работи кои што се јавно објавени, меѓутоа за нас е битно да се отвори една истрага, да се документираат работите. Да. Бидејќи ќе имаме ние обврска како држава, председателот нема бегање. Кога одлуката ќе биде објавена, ние ќе имаме врска да спроведеме постапка за да видиме дали и во која мера кој колку е одговорен и да се демизионира вината на секој поединец. Господине Драганов, како се одвиваат работите, не е еден повеќе специјални обвинители ќе ни треба за да може да заврши работата. Во тек се преговори за специјалниот обвинител, вие како председател на партија не сте инволвирани во тој процес. Очекувате ли на 15 да имаме специјален обвинител? Ќе имаме обвинител, ние како партија Демократскиот сојуз ги следиме сите случаи. Зборуваме тоа во среда, односно во вторник дори. Ние како политичка партија имавме јасни стави уште на почетокот на политичката криза и за жал тие наши ставови се покажа како точни и исправни и дека се во интерес на државата. Предлагавме како да се дојде до решение на кризата, беа отфрлани, меѓутоа странскиот фактор практично наметна решение. Знаете за мене што е... Кое решение го наметна според вас? Уште немаме решение. Оно што е мислам, договорот е тој го третираме како основа или како форма за почетно излегување од кризата. Инаку повеќе јасно е дека носителите, оние што не вовлекаа во криза, сите од нив, повеќе или помалку. Јас немам верба дека тие ќе ја извлечат државата од криза. Апсолутно верувам. И сега, видите колку време губат овие четирите политички партии околу една чиста работа. Да се промени законот за работа на јавното обвинителство, да се стави одредба дека се формира обвинителство или јавен обвинител, специјален јавен обвинител кој што некој таму очигледно има проблем со тоа. Ќе ги гони или ќе работи на откривање и на документирање. Очекувате ли дека Кујевски ќе биде кооперативен во однос на работата на специјалниот јавен обвинител или дека ќе го обструира? Не очекувам ниту Заев да биде кооперативен, ниту Грески, ниту Ахмети. Не може Заев да биде кооперативен или не. Мора да биде кооперативен. На Груевски и тој ги располага со сега зборуваме за една институција кој му се потребна специјалниот обвинител за да работи. Претпоставка е дека секој ќе биде кооперативен во делот кога ќе биде насочена истрагата против другиот. Не верувам дека бидејќи тоа е и право, ако истрагата се насочува кон било кој од нив, тој ќе искористи сите правни механизми и други што според вас би требало да избегне одговорност. Првата работа за која треба специјалниот обвинител да се фати од ова маса на афери? Првата мора да докаже јавно во една процедура, тоа посебно кој вршел прислушувањето кој го вршел. Тоа мора да го расчисти тој. Затоа што сега оваа клучна работа дека има неофицијална информација дека експертите кои што дошло од Deutsche Telekom во Република Македонија, кои што отвори имаме информација дека они започнаа внатрешна истрага. Тие веќе дошле до одредени информации, до докази дека она што се спомнува телефоните од нивниот мобилен оператор, дека тие автоматски се пренасочувани преку службите на Република Македонија. Тоа е за сега само индикација, коментари дека тука и тој извештај, тој ќе биде клучен извештај за да се потврди дали прислушувањето е вршено од страна на Министерството за внатрешни работи, нашите тајни служби, натаму кој давал налог за да се вршат тие прислушувања и кој бил корисник. Тоа ќе биде основа. Тоа е веќе кажано. Па да, ама сега ни треба доказ. И верувам дека тој извештај многу брзо ќе биде клучен за да се разоткриат сите. Тој извештај е направен.
Има коментари и сознание дека е подготвен, дека во извештајот дека се зборува во таа насока. И потоа ќе дојдеме до она дилема, ако може така воопшто да се нарече, дали прислушуваните разговори, како нелегално направени, се доказ или не. Судот излезе со еден став, прилично контроверзен. Мислам дека судот направи една голема грешка, затоа што тие докази собрани, ја така ги третираме и така зборуваме вака во обичен гор докази. Тоа се информации кои што Индици. кои содржат основани сомненија дека одредени активности биле спротивни на законот. Сето тоа сега треба да се докажува. Треба се обават сега да не импровизираме, да се обават разговори со припадници на Министерството на внатрешни работи. Да се соберат други докази, да се направи вештачење на системите за прислушување. Знаете, тешко се брижат работи. Треба се да се демонтира. Не знам, Харвард. Ќе видат ли како други докази. дали по одлуката на судот? Натаму, тие информации некој ги користел. Се движеле, некој ги носел, некој ги слушал, некој ги враќал, некој ги ништел. Значи, тоа се луѓе вклучени, некој ги репродуцирал на компјутер, вател дел од содржината разговорите. Тоа ќе се докаже, тоа мора да се докаже. Сите тие работи ќе бидат доказ. Овие информации, независно на кој начин се стекнат. Како и да е, тие се нелегално направени. Кој да ги правил нелегално. Затоа ќе се одговарат. Да. Значи, тоа е една кој што не Дали овластено понатам врши тоа ќе снимање биде на доказ или не по оваа одлука контроверзна на судот? Тие кои ќе се докажат сите други активности се ирелевантни дали ќе се користат како докази. Дури да се користи член 93 од Законот за кривична постапка. Апсолутно не се битни. Тие се основа за да се спроведе широка истрага, да се соберат релевантни докази и да се води натаму постапка против било кој. Јавниот интерес мора да биде во преден план, да се штити јавниот интерес. Тој што го злоупотребил Министерство за внатрешни работи, системите за прислушување, не може да се вади на тоа дека тие разговори се стекнати на нелегален начин и не може против него да бидат користени ако тој наредил. Апсолутно мислам тоа. За крај да ве вратам. Само да ви кажам еден случај. Во Соединените Американски држави во некоја фамилиарна расправа жената е искасапена. Го обвинуваат сопругот и веќе стигнува до извршување на смртна казна. Но почнала една расправа да се води затоа што тој бил предмет на интерес од причина на националната безбедност, на интерес на службите, на ФБИ или на другите служби. Тие го имале случајот, бил снимен и тие го имале практично правиот убиец. Воделе голема дискусија, не бил тој туку друг се. Некој друг. Да. И воделе расправа дали сега информации, бидејќи тој е обвинет дека се ја убил сопругата, а уствари не е така. После, не знам, Совет за национална безбедност, председател на државата, по консултациите сепак одлучил да признае дека го ограничувале безбедност. Тој бил прислушуван на начин што тие докази не може да се користат во една регуларна редовна постапка. Стекнати на нелегален начин докази. Сепак Врховниот суд ги прифатил и го ослободил тој. И замислите сега, има бројни случаи каде што преовладува јавниот интерес, правдата. Не може никој, и мислам дека е погрешно, политички е погрешно што барале да овие докази што се од така наречите политички бомби да бидат практично тргнати, да не се користат во поставка. Мислам дека тоа е силен аргумент дека некој се плаши тоа да не биде основа за проширување на истрагата и за докажување. Колку што знам јас, тогаш кога почнал јавниот обвинител да вика некој од споменатите на разговор, и веројатно тоа добило призвук дека веќе почнува процедурата, постапката да добива таков текст што не одговара за сите оние што се спомнати во лентите и затоа е таа направена операција Блицкриг да се блокираат тие докази, да не се користат во натамошната постапка. Јас верувам дека јавниот обвинител немал намера
Претпоставам дека тој немал намера да ги користи нив како докази. Од каде знаеме сега судот, од каде знае дека тој ќе ги користи во истрагата како докази или пак ќе ги презентира пред За секој судениот? случај ќе сигурно. Значи да се превенира, да се тргне. Да. Тоа не може да се Дали тргне. очекувате Мислам дека тоа- специјалниот обвинител ќе има мој да го повика премиерот Груевски на разговор со оглед на тоа што во тие разговори Да, спомена? сигурно дека сите што се спомнати, независно на кој начин. Зборуваме како највисок, За мене е најмотен човек во клучно државата. и тогаш кога ќе дојде законот за околу специјалниот јавен обвинител, тоа ќе го направам, мора да се предвиде казна. Секој нешто обструира обструира, работата, да. не доставува податоци или неточни податоци, мора да му прети казна најмногу 5 години. Само тоа може да биде силен Да ги стимулира и другите да факт, соработуваат. аргумент или закана да соработуваат и да ги презентираат информациите со кои што располагаат. Кој очекувате дека ќе биде специјален јавен обвинител како Немам такви процеки. човек од обвинителството, од надвор, од академската заедница? Па, јас би предложил некој, ако има од што учествува во вакви истраги, или да има искуство во полицијата, на борба против организиран криминал, или од обвинителството, помалку би Како прифатил оперативец. теоретичари, кои што се изворедни добри теоретичари, меѓутоа овој лабиринт сложен, и ако тој очекува дека само по себе ќе се движи целиот процес, мислам дека треба искусен човек со високи морални капацитети, искусен професионалец кој што ќе биде резистентен на било какви политички и друг вид набијања. Павле Трајанов, ви благодарам за разговорот и очекувам во наскоро време со многу повеќе информации да можете да кажете. Благодарам и на вас. Благодарам.